Жалбите и незадоволството кај пазарџиите исти овој четврток. Слаб промет, нема купувачи, велат тие. Но ситуацијата на која денеска не идовме го потврди токму спротивното. И покрај тоа што значително на граѓаните им се испразнија паричниците околу одминатите празници, тие денеска докажаа дека не штедат на исхраната и повторно го одврзаа кесето. Покрај вошките и зеленчукот кои денеска забележаа пониска цена во однос на онаа за празниците, најголем дел од побарувачката беше наклонета кон овошните садници. Единствениот проблем е што на кочанскиот пазар денеска и немаше голем избор, па купувачите мораа да го купат она што им беше понудено, по цена која се движи од 150 до 200 денари за садник. Ова е јабука делишес, жолт делишес. Цената 150 динара едно дрвце. Земаме си пролет и сега во време, оти сега се повише фаќат и мокро и за тоа имаме во штарник, пролета е поскапа. А сега 150 динара. Освен садниците од понудените продукти, доста барано беше и ресенското јаболко кое има пристапна цена, неверојатен изглед и вкус карактеристичен за земјата на која расне и приматот кој го носи со себе. Златниот делишец како и секогаш го држи првото место. Овој производител доаѓа секој четврток на пазарот во Кочани, а во Ресен одгледува 40 декари јаболка кои ги продава на пазарите широм државата. Со овој бизнис се занимава откако знае за себе, а според неговата проценка, оваа година е најлоша досега. Годинава малку скоро не купуваат. Ова ни е најтешка година од кога памтам јас. Продажбата не иде. За Божик малку да, за Нова година ништо не се осети. 40 декари. Работаме ние фамилиарно и за берење јаболка си земаме древничари. Како причина за своите поплаки, продавачите и понатаму го наведуваат нискиот стандард на најголемиот дел од населението како главен виновник поради кој потрошувачката е намалена, а купувачите бараат симнување на цената на производите. Пред неколку години се купуваше повеќе, но сега народот одбира да купи само од поевтините производи или пак купува количински помалку, споредуваат пазар